Добре дојде во студио за Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни, и Джелал Незири, новинар, политички аналитичар. Прво, околу проценките. Говориме за монструм, за протестите во петокот, кој според некои проценки станува збор за пожар кој допрва доаѓа, други пак велат дека нема причина за стравување од дестабилизација. Таква е сушност изјавата денеска на Иво Котевски за Нова. Ве молам, господине Трајанов, како ја проценувате безбедносната состојба, ако имаме предвид, ако знаеме дека се најавуваат нови протести, Приштина и Тирана се најавува дека ќе влезат во тие протести, голем број од јавни личности дури на Фејсбук најавуваат дека ќе учествуваат, и во петок пак се најавуваат повторно протести во Скопје. Мислам дека во Република Македонија е демократско право да секој граѓанин да го искаже своето незадоволство и од другото преку протести или да упати одредено барање, може тоа да е политичко барање и така натаму. Е спорно дека може да се протестира без предходна најава, но секој треба да биде свесен и одговорен затоа што протестите кои што се најавуваат постојано за мирни протести дека може да бидат злоупотребени, затоа што во сите протести кога се собира голема група на луѓе, тогаш се јавуваат и радикални екстремни елементи кои што сакат на таква ситуација да искористат за напад на припадниците на силите за безбедност или напад на државни институции или пак напад на цивили, на обични граѓани, се со цел да предизвикат дестабилизација од пошироки разбери или да испровоцират интервенција на силите за безбедност со тоа што ќе настанат одредени последици. Пак велите дека се злоупотребени граѓаните од страна на радикални елементи? Мислам дека подготовките за протести се вршат повеќе од година дена, бидејќи уште веднаш по акцијата на МВР на државните служби околу приведувањето на можните сторители започна полека да се подкопува кредибилитетот на обвинителството на судскиот систем и се градеше на позиција дека не се тие вистинските сторители на тоа злосторство на 5 мина, кога беа убиени 5 мина млади македонци по национално-етничка припадност. А беа осудени албанци? Беа обвинети, значи осумничени. Обвинети и осудени подоцна осудени. Значи, мислам дека носителите на политичките функции од албанскиот политички блок апсолутно не покажа одговорност или чувство на одговорност дека ако постепено пласираат тези во јавноста дека не се тие, а не кажуваат кои се, може ги знаат тие. Не посочуваат кој е, бидејќи ако имат информации, тие треба да ги презентират. Значи, го рушија полека кредибилитетот на судот, на институциите на државата и сосема нормално е граѓаните да веруваат на тие за тие што гласале на изборите, дека тие знаат дека не се, дека се работи за нешто друго и така натаму. И се создаде практично тензија во државата или добра основа за протести на албанците да искажат незадоволство спрема институциите на државата. Без разлика што политичките партии сакаа од тоа да профитират или да се покријат. Речат, ние викавме, зборувавме дека не треба, вака дека нема докази, нема елементи, меѓутоа ги осудија, еве сега, тоа е чин на одмазда према албанците од страна на македонската власт. Значи, таква една подгревање на таква атмосфера беше јасно дека ќе еруптира на начин како што тоа се случи. Но не се така чисти работите тука. Монструм е само повод за искажување на незадоволство. Затоа што се случија настаните во Сирија, натаму, каде што албанци, државјани на Република Македонија учествуваат таму, се подготвуваат за или извршуваат тешки кривични дела. Натаму се случи Ирак. Имаме големи раздвижувања на политичка сцена, имаме во силна офанзива е фундаментализмот на пошироки простори. Сето тоа има рефлексија и овде во Македонија. И мислам дека главно е тоа што политичките партии, медиумите, бројни експерти,
за да се докажат дека тие се албанци, дека ги штитат интересите на албанците, постојано настапува многу екстремно и повикува на протести, на немири и така натаму. Тие се незадоволни веројатно од други состојби во државата, можеби некои продолжуваат други политички опции, па незадоволни од тоа што дуи дошла на власт, но сигурно дека сите си најдува свој интерес и сите работат на поттикнување на меѓуетнички тензии, раздор, незадоволство. И дојдеме до една ваква ситуација која што се надевам дека со силна активност на политичките партии, али активно насочи кон смирување состојбите, затоа што дуи е влијателна политичка партија, таа може да делува, бидејќи тие граѓани гласале 90% за них. Ајде да видиме како делува. Добро. Значи, дуи, ДП и другите политички субјекти, но и така наречените самопрогласени експерти, кои исто така долеваат безвина огнот, и тие треба да размислат во која насока ги движат работите, бидејќи не се работи за тоа што сега некој преценува дека тоа ќе биде социјален бунт кој што го посакува опозицијата, предводена од СДСМ и така натаму. Значи се работи за сосема друга, се работи за верски фанатизам кој што многу продира секаде. Тоа е најлесно да ги манипулирате луѓето на таа основа. И зашто и Македонија би била изземена. Партиите треба, политичките партии кои што имаат силно влијание помеѓу граѓаните, тука веројатно и верските заедници, сите заедно да делуват и сите, почнувајќи од мене, сите ние ќе притискаме судот да суди самостојно и врз основа на релевантни факти и докази. Никако дека сега ќе го вратиме назад. Господин Ахмети тврди дека сега ние ќе го вратиме на повтор. Кој е Ахмет или Павле Трајанов или било кој да одлучува од страна на политичка позиција дека предмет ќе се врати на повторно одлучување и уште само зашто има многу и уште да бара странските фактори да го монитираат процесот. Добро. Ајде. А зошто не бара странските да видат дали ДУИ или некоја друга партија како ги менаџирала процесите за изборите? Зборувам неприфатливо да бараме странска интервенција секогаш кога имаме домашни проблеми. Па очигледно дека не може да ги решиме. Да ги решат, односно, политичките елити. Верски фанатизам ли е во прашање? Господин Трајанов отвори неколку прашања. Се работи вели за радикални елементи кои се инфилтрираат во Македонија. Македонија е кревка. Всушност, и останатите земји не може бидат изземени. Се согласувате ли дека протестите се всушност на последица на верски фанатизам? Па не верувам баш дека се заради верскиот фундаментализам во Македонија, не дека не постојат такви елементи се присутни не само во Македонија, во сите држави. Значи и сите држави се обидуваат да се справуваат, значи има такви проблеми Косово, Албанија, што не значи дека тоа има етнички презнак. Значи верскиот проблем е фанатизам е друг проблем. Излегувањето на улица, да. Во случајот Монструм треба да се каже дека кога се случи убиството, значи почнувајќи од мене, јас сите што медиуми што следам на албански јазик, не остана ниту еден што не можев да прочитам некој што ќе го оправда тој масакр. Значи тоа беше свирепо убиство и нормално дека тие убици треба да одговараат за нивниот дело. Но зошто постои сомнеш дека тоа не се убиците? Тука проблемот е што кај етничките албанци во Македонија постои огромна недоверба. Или ако се направи некоја анкета за истражување на јавното мислење за тоа колку доверба имаат во судовите, резултатите ќе бидат поразителни. Не мислам само дека албанците имаат недоверба кон судовите. Воопшто граѓаните имаат недоверба. Македонците имаат ли? Тогаш зошто не се придружија во овие протести и македонците? Не се придружија зашто уште од самото приведување на обвинетите не се почитуваше презумпцијата на невиност. Значи од тогаш се прогласија за виновни од страна на МВР. Користејќи ги тие изрази дека нивното дело е мотивирано од верски фанатизам, тероризам, потоа ако доаѓаме и до изјавата, протолкувањето на пресудата од страна на Гешковска, обвинителката, значи тоа беше искористено можеби од тие струи радикални за да се материализира за нивни цели целата таа недоверба. Зошто постои во овој случај недоверба?
Нели се судеше и им беше пресудено на лицата обвинети за Сопот случајот, кај што загина од постреľа на мина загина тројца НАТО војници. За на крај да излезе дека истите не се виновни за тоа дело. Значи 7-8 години, значи луѓето одлежаа во затвор без да бидат виновни и беа пуштени пак дома. Сега сваќањето е кај повеќето од етничките албански дека се случува се станува збор за скоро ист процес како Сопот. Значи, овие се само жртви. Можеби судот не успеа да не знам законски дали може тие докази да ги објави, но да објави кредибилни докази или да има некоја пиар стратегија за да им покаже на луѓето дека овие се обвинетите. И ако тие се виновниците, значи не верувам дека ќе има некој што ќе излезе на процес за да ги брани убиците. Господин Трајанов, зошто не верувате дека луѓето кои излегоа на протести всушност протестираат, како што вели Джелал Незири, против судскиот систем, против неправдата, против луѓето кои се невини? Зошто мислите дека се инфилтрирани всушност радикални елементи, фундаменталисти? Значи, веројатно малку покасно ќе се овладенат сите информации, се што се случува на протестите, што се подготвувало и што се е направено во текот на протестите, бидејќи и поред тоа што има бројни новинари, не можат се да видат да приминат што се случува. Имате информации дека нешто се случувало? Па мислам дека се случува некои процеси кои што ако се објават во јавноста, тогаш ќе бидат потврдени моите тези дека има силни радикални елементи кои сакат да загрозат безбедноста на државата, на институциите на државата и во целина државата. Тоа е веројатно, службите да ги оставиме, владата, министерствата да. Вашите информации од каде се? Јас кажам тоа што добивам информации од терен, од случувањата што се случуваат на терен. Така како ги добивате информации? Па така затоа што не. Мислам од тие што биле внатре, што учествувале луѓето, кажуваат, разговараат, презентираат што се внатре се случува. Луѓето што протестирале или луѓето што се Па дел од тие што протестирале, затоа што некои тргнале добронамерно, не биле сите, не земале сите автомати или рачни гранати да пукат, некои веројатно тоа го правеле, ама не сите. Дошле, како што вашиот колега зборува, да протестираат на мирен протест. Но проблемот е што секогаш се инфилтрираат радикални елементи. Ние не сме подрече каде што сме имуни на такви. Тие радикални елементи имале оружје? Не знам сега, да не навлегуваме во детали, значи очекуваме покасно да бидат потранспарентни Министерство на внатрешни работи. Тие се приведени во потранспарентни. Значи не сакам да навлегувам во тие сега подпрашања, зборуваме за политички теми. Се работи за судски систем кој што најмногу ја го критикувам. Никој друг не го критикува државата, бидејќи сите се плашат да не дојдат на ред таму да се. Но тогаш кога имаме едно такво тешко дело злоустройство, кога имаме институции кои почнале процедура по стапката, се сложам дека треба да биде транспарентна, да бидат тие судски пресуди образложени со факти и докази. И тоа веројатно ќе се случи. Бидејќи не можам да поверувам дека може да биде некој осуден на доживотен затвор за тоа да нема материјални докази или да се работи за сосема други можни сторители. Така да сепак мораме да веруваме на системот во државата кога се работи за такви тешки кривични дела, докре да се расчистат, да им дадеме можност, бидејќи сепак е тоа целиот тоа е во еден процес, во една постапка. Ќе се оди на второстепен суд, ќе се презентираат нови докази, нови елементи. Меѓутоа, спомна соговорникот ваш, Сопот. Ако стане правило, тогаш кога ќе бидат осудени, зборуваме сега за албанци, да протестираат албанците, политичките партии да барат расправа парламентот, анкетната комисија за човекови прави да се врши силен притисок. И тоа стане правило, постојано. Сега, како можело Сопот, сега може и тука. Значи, може се, не верувам дека судите се безгрешни. Но во овие случаи мора да бидат крајно внимателни, предпазливи и да водат постапката согласно постоечките законски стандарди. Обратно не. Да, за мене е битно тоа дека
дека случајот се сега политизира, добива други димензии, се врши сериозен, страшен притисок врз судот, врз обвинителството. Како ќе се движат работите? Јас сум приврзаник на тоа да останеме сите будни, да го следиме процесот, но да оставиме судот самостојно да донесе одлука и се надевам врз основа на материјални докази. Да. Релевантни факти и докази. Во спротивно, ако сега се случи, рече добро е под притисок, добро е да смириме состојбите во државата, да ги ослободиме нив, се бранат од слобода или не знам што да се случи. Ако се случи друг акт, терористички акт, како што беше тоа злосторство, некој не знам да направи друго злосторство, исто ќе има протести, повторно. Мислам дека треба да се прекине со тоа. Мораме да оставиме институциите на системот да функционираат независно. Но што вели историјата? Дали се кредибилни? Господине Трајанов, што вели историјата, дали се кредибилни? Што вели искуството околу верување и кредибилноста на судските институции? Јас мислам дека на никој ја не му верувам, верувам само на докази. На никој не му верувам. Јас мислам дека веќе генерација на тензии, генерирање на тензии во Македонија ствара нон-стоп стварат судовите. Ако се тргне и од не само етничките или судските случаи со етнички предзнак, туку и со политички предзнак. Ако утре се случи, да речеме, лидерот на опозиција да добие обвинение, никој од опозицијата, приврзаниците нема да веруваат во таа одлука дека е праведна и без партиско, политичка инфлуенција. Да. Значи, проблемот е кај судовите. За случајот, мислам дека е добро да се објаснат, а во овој процес да се вклучат и сите разумни фактори во Македонија, политички партии, политичари, не знам, медиуми, можеби, да објаснат. Значи, ако има докази дека овие лица се извршители, тоа докази да се објават. Па каже господинот Трајанов дека е потребна неопходна транспарентност на судот. Па секако, судовите треба... Да. Ајде околу, вие се сомневате околу безбедносната состојба, безбедносната ситуација и британската амбасада имаше слично соопштение, предупредува на опасност од тероризам. Ние вчера го објавивме нивното предупредување, велат има основана закана од тероризам. Имате ли коментар за ова, господин Трајанов? Прилично загрижувачки. Амбасадата, веројатно, нивните служби, Англија е голема држава со силен разузнавачки потенцијал, и затоа што зборува во почетокот случувањата во Сирија, во Авганистан, Ирак и така натаму, случувањето овде во Република Македонија, инфилтрацијата на кадри од фундаментализма овде во Македонија, нивните конекции, дека јас верувам дека ги разменуваат информациите и дека има елементи да се сомневат дека овде има присутни кои се подготвени да ги загрозат интересите на Англија или на другите држави, членки на Европска унија, на НАТО, Соединетите американски држави. И од тој аспект ја дават едно такво предупредување, али тоа се вклопува во оно што го зборував дека во овој своевиден протест или хаос, класичен, секогаш може да има такви елементи од кои стравува и англиската амбасада. Но не и македонското МВР, Иво Кутевски денеска за нова изјави дека немаат такви сознанија, дека постои можност за тероризам. Имате ли објаснување? Знаете што, странскиот фактор е секојаш потранспарентен, предпазлив. Значи они ги затоа што ние нема што да објаснуваме. Граѓаните на Република Македонија ги знаат состојбите во Република Македонија. Ние во суштина немаме некои проблеми изразени на меѓуетнички план. Граѓаните не сакат меѓу себе да се конфронтираат македонци и албанци. Целокупната состојба, одговорноста ја носат политичките елити. Тие сакат од едни вакви настани, Монструм или други, повторно политички да профитираат. Не сакат да губат гласови политички поени. И тука е круцијалниот проблем. Ако ДУИ, како дел од власта, или ДПА, кој што исто така била власт, кој што имаат своји суди секаде, имат во полиција луѓе, имат во обвинителството, бидејќи по етнички клуч, соодветна правишна застапеност и така натаму, етнички клуч е тоа, секаде имат своји луѓе.
од Уставен суд, Врховен суд, апелационни суди, секаде. Кога реков партиите имаат партизација на они судството, наместо не мислев само партизација. Зошто политичките партии инсистираат да вклучат неспособни кадри? Нека ги бират, нека ги предлагат, нека ги подржуваат. Преку еден систем за селекција најдобрите луѓе. Нема потреба од сомнение. Тука е има проблемот албанци, македонци и турци. Со судството, тука е проблем. Кога мислам партизација, не мислам само на ДУИ, на ВМРО или на ДПА или на претходно СДС, значи мислам и на ДУИ, зашто ДУИ после од 2002 година го има тој клуч по етничка линија да вработува или да поставува луѓе во судството. Но проблемот е што таа етничка линија е злоупотребена за партиски цели. Значи добар момент ќе беше за случајот Монструм судија да беше етнички албанец. Значи немаше тука да имаме вакви случувања. Значи не е лошо да се има правична застапеност, но проблемот е што таа правична застапеност постојано се злоупотребува од страна на ДУИ за инфилтрирање на нејзини луѓе. И токму затоа сите луѓе што протестира кршеа и во 2012 и сега кршат прозори и гаѓаат со камења и кон ДУИ заради таа партија, ја мислам дека таа партија ги контролира тие луѓе што ги има таму ставени. Господин Трајанов, ќе беше ли добро да имаме судија албанец во случајот Монструм? Значи јас сакам да судат суди со кредибилитет, кои што се суди со искуство, отпорни, резистентни на било какви политички влијанија. Такви судија сакам. Дали се турци, албанци, македонци, не. Она што сакате не може да се реализира лесно во. Инаку соодветна и правична застапеност по секоја цена, без силни и критериуми за да напредуваш во кариерата, дали тоа во полицијата, обвинителството, во судот. Мислам дека тоа е основа за недоверба во институциите на системот. Партизацијата, политизацијата, тоа е клучен проблем. Како што ние 24 години не може да се справиме. Добро, каква логика има ДУИ, односно Ахмети, по средбата со Волерс да вели дека бара меѓународен мониторинг и преиспитување и повторно враќање на самиот случај Монструм? Министерот за правда е во рацете на ДУИ. Мислам дека Ахмети не знае како да ја менаџира целата оваа ситуација. Случувањата, значи во однос на ДУИ немаат врска со тие што најпрви, значи почнаа како протест против пресудата за Монструм. Се сложувам со господинот Трајанов дека протестите почнаа мирни, но од видеата може да се види дека се инфилтрира структури кои можеби имаат своји агенди. Но во однос на ДУИ, значи незадоволството е постојано во пораст, од причина што ДУИ кај албанците, иако доби 153.000 гласови, нема легитимитет за или контрола за да може да се справува со вакви ситуации. Но прашањето ме интересира околу меѓународниот мониторинг. Тоа е неизводливо како прво, зашто судовите, значи по дефиниција се независни и не може ниту меѓународен фактор или политичка партија да издействува пресуди. Како за меѓународен мониторинг, јас мислам дека сите овие судски случаи и порано и сега се мониторирани од страна на странски организации, невладини можеби организации, ОПСЕ може да се вклучи, но тоа не значи дека тој странски фактор ќе може да издействува тоа или да ги исполни барањата на тие што протестираат. Значи ова е еден вид политички спин на ДУИ за да се обиде да ја смири ситуацијата за да им стави до знаење на нивните поддржувачи или нивните противници кои излегуваат да протестираат. Дека се на нивна страна. На нивна страна и дека работат на случај. Да. Околу
претепувањето, ваш коментар ве молам, претепувањето на практикантот на Лајм, тој новинар од Лајм, неговото име е Бесим Ибраими. Факт е дека е новинар и дека бил претепан, ја опишува целата ситуација. Еве, господине Трајанов, вие сте поранешни министер за внатрешни. Зошто се претепуваат? Имаме еден новинар во моментов во затвор, а уште еден случај имаме на претепан новинар. Значи, не сакам да бидам адвокат ниту на полицијата, нити пак на новинарите, кога има вакви масовни протести, со насилство пропратени тие протести, тогаш не очекувате полицијата во услови кога не се обележени новинарите. Дали е Прес, дали е, не знам, Тањук, Ројтерс, не знам, некои други, или, еве, Нова, другите телевизии. Денеска гледав една снимка, каде што едно време протестант протестира, а за после неколку минути со камена фрла по протестантите. Не знам дали е тој новинар, дали е полицаец, дали е некој, не знам каков, или со некакви нарушувања психички. Значи, многу тешко е кога имате... Или новинар, или полицаец, или со нарушени психички. Предпоставам дека човекот не е во ред. Да. Или е новинар, или полицаец, или не е во ред. Да, нема друг таму. Да, такви нема друг. Не, мислам дека тоа е чудна снимка како го фатиле новинарите, еднаш да протестира, а после тоа да фрла камена против протестантите. Кога се работи за вакви протести, насилни, кога се движи голема маса, полицијата не очекувате сите тие припадници на полицијата точно да знаат кој е новинар, кој е... Но тој им се представил дека Бесим Ибраими им кажал дека е новинар. Значи, тоа не можеме сега ние тоа тврди едно, ако го прашат прегано полицијата друго, од тие свирижи во шок бомби, многу тешко да докажеме кој што рекол се представи. За секој случај, сум за тоа да се обезбедат услови новинарите да можат да бидат сведоци на случувањето, бидејќи тие тоа го документираат и информираат. Така да, но треба соработка со полицијата претходно да се договарат како и на кој начин ќе се следат одредени настани, бидејќи ќе има вакви случаи. Сега, знаете ли колку портали има, колку новинари има во државата? Имате ли вид дека тие имат некакви документи кои никаде не се регистрирани, дека секој се кажува дека е новинар, секој има камера или апарат телефонски кој што снима и вие тешко во таа гужва да дефинирате, да утврдите кој што е. За секој случај, тука треба да се разработи некои новинарите во соработка со полицијата или не знам, Министерството за информации, како најбезбедно да можат одблиско да ги следат случувањата новинарите кога има вакви настани. Во западните земји, господин Трајанов, секако дека има новинари за време на вакви особено конфликтни ситуации, секако дека има новинари кои ги следат, кои ги покриваат настаните. Па не се случило да бидат натепани и приведени. Да, има и убиени новинари доста што Што има? Во Украина загинаа доста, има во другите жаришта, воени конфликти, во протести, каде пишува Прес со панцири па страдат новинарите. Така да не е, ако има намера, некој свесно намера некој да го издвои новинар сега да го приведе, да преземе мерки за него, затоа што необјективно, неточно. Во Украина имаше граѓанска војна, господине Трајанов. Зборувам, имаше настани. Говориме за Ирак и Авганистан и Сирија и таму. Значи, без неа ама војни. никој, знаете што? Јас сакам да верувам тоа дека нема тенденција кога има било какви случувања, јавни настани да има таква генерална насока политика да новинарите бидат спречени. Мислам, тоа и не може да го спречи, уште полоша ако некој има таква. Моја интенција би била за новинарите да се создадат услови, безбедни услови да можат сето тоа што се случува да го пренесат до граѓаните. Сепак велите дека полицијата би требала да создаде услови, а не да ги претепува новинарите и да вели дека никој не оправдува, ако имаше некој случувања во Ѓорче Петров што одзема на камери, брише. Да, на нова на мојата колешка Сашка. Апсолутно неприфатливо и за тоа треба да се сноси одговорност, тој што издал таква наредба или тој што своеволно сам го направил тоа. Да. И тоа генерално мислам дека новинарите мора да имат добри услови за... Нема идеални. Знаете, ако сакате да бидете со ексклузивна информација,
ќе ризикувате, ќе излезете таму каде што никој друг не би отишол, освен некој што сака да информира објективно и изворно. Да, но кога ќе се покаже новинарска професијата легитимација, е доста ризична новинарската професија. Но кога ќе се покаже новинарска легитимација, предпоставам дека знаете дека полицијата не би требало да ги убива новинарите. Од кој сигурно дека не го убиле, од која новинска куќа е, од каде е, што е. Имате ли вие вака представа колку портали имат сега со новинари кои известуваат со Секаде во светот е така, господин Трајан, зошто мислите дека Македонија е специјално место за не верувам дека толку има вакви портали. Има и блогери, има секакви. Има секој блогери случај треба да следат и кои се прилично кредибилни и пријателни. Али професијата ваша е ризична, како што е ризична. И да се соочиме со тоа, ако бидат убиени, па што да прави, припадници на полицијата ризикуваат. Од другата страна исто. Новинарската професија не е Вие сте во средината, во средината помеѓу протестантите, тие што протестираат и полицијата. И секогаш и новинарите се тука да известат, не да се борат. Али сте свесни за можните последици. Секако. Јас мислам дека станува веќе пракса кон новинарите да се однесуваат, институциите да се однесуваат кон граѓани, како кон граѓани од трет ред, не како кон луѓе што имаат право да извршат нивната професија, новинарството. Значи, имаме случај на исфрлување новинари од собранието, имаме случај на сега можеби поретко на тужби кон новинарите, имаме еден однос кон новинарите кои политичарите мислат дека и порталите, и не знам, блогерите, и медиумите треба да бидат треба да бидат нивни слуги, а не да бидат оставени, да им бидат оставени услови, исполнети услови и оставен простор за да работат за име на јавност и граѓани. За јавност. Значи и овој инцидент, значи го гледам во тој мозаик на случувањата во Македонија во односот на институциите кон самите новинари и медиумски куќи. За секој случај да не оставиме печат дека сепак Македонија е стабилна. Ние без разлика што имаме сега политички турбуленции, позиција, опозиција и така натаму, мислам дека сме стабилна држава и дека овие проблеми сега што се врзани за монструм или кои што сакат да го исполитизираат до крај за да реализираат од други некои стратешки цели, треба сите да бидеме свесни за состојбата и да преземеме дел одговорноста и да се смират состојбите. А случајот, процесот, дека се води транспарентно и граѓаните да бидат навремено информирани што се случува. Треба да се тргнат тие, не знам, класифицира информации и така натаму. Ние имаме злосторство, убиени се 5 млади македонци, во овој случај, 5 млади граѓани, да не потенцираме етничката припадност. Тоа мора да се расчисти. Тие двајца што се во Косово, мора Република Македонија да притисне самостојно или преку ОПСЕ, Европска унија и другите меѓународни фактори да бидат испорачени во Република Македонија. Може тоа ќе биде основа да се повтори процесот, бидејќи секогаш некој што е во бегство, ако се врати, може да се обнови процесот во целина. Така да не може Косово да ги штити двајца кои што се обвинети за тешко злосторство, кој што предизвика сериозни внатрешно политички случаи на државата. Тие сега да барат меѓу првите да го признаеме Косово и поред тоа што имаме тешки последици од конфликтот во 2001 година, да ја одбележиме граница со нив, да направиме се и сега кога треба двајца осомничени обвинети, сега и осудени практично за тешко злосторство, тие сега да одбиваат да ги екстрадираат. За тоа што да ги држат поседувале оружје. Мислам дека тоа е дел од решението на овој проблем, доколку сакаме да се заокружи. Ако потврдат институциите кои се ќе судат дека имат докази, тогаш сигурно дека ќе бидат осудени. Но не сакаме никога да обвинам или да бидам дел од тие што притискат некој да биде осуден ако е невин. Тоа нека го каже судот. А судот е независна и непартизирана институција, што би рекли извештаите на State Department или Јас сакам да во овој случај сакам да нагласам дека
и во Косово, значи и во Албанија е креирана такво мислење и во медиумите дека тука се работи за втор Сопот. И не знам дали има размена на информации помеѓу самите институции на двата министерства, како за внатрешни работи, за правда или кој се е вклучено тука, за да се изведе екстрадицијата или дали има право Косово заради кривичното дело носење нелегално оружје. Тоа што е опасно е тенденцијата да се представи во Македонија слика кај што од една страна имаме полиција под претпоставка дека етнички чиста со македонци, и од друга страна имаме луѓе што протестираат кои се етнички чисти албанци. Значи тоа е опасна тенденција која гледам дека се промовира во јавност, а не само во Македонија, туку и надвор. Значи не е точно да речеме во Тетово судирите што се случија помеѓу протестантите и полицијата, 90% од чуваите на редот беа етнички албанци. Или тука во Скопје, во Ѓорче, или значи не е вистина дека од една страна. Значи имаме полиција која е должна да го чува редот и должна е да постапи по наредби и закони. И од друга страна имаме луѓе што имаат право да искажат незадоволство за или недоверба кон судски одлуки. Добро, зошто граѓаните од Тирана и Приштина имаат право да се мешаат во судски одлуки и да учествуваат во протести во друга земја, односно во трета земја? Зошто тоа го прават во Македонија? Мислиш од Косово дојдени тука да протестираат? Да, протестираат? Тирана и Приштина, велам. Најавуваа протести во Скопје. Учествува во протестите. Не знам, јас не сум слушнал дека некој од надвор дошол да протестира. Најавуваат протести и таквите информации се шират на социјалните мрежи. Тие заговара преку социјалните мрежи протести во Приштина и во Тирана во знак на поддршката на албанците во Македонија кои протестираат против одлуката за доживотен затвор. Меѓутоа, мислам дека тоа е минало. Знаете што е клучно? Дали политичката елита во државата, од албанскиот политички блок, маѓарскиот политички блок, тоа што го зборуваат јавно и кога брифираат странски амбасади, нивни политички колеги, фактори од Косово, Албанија, дали ја кажуваат вистината или тие постојано создаваат резерви. Ние знаеме дека тие не се, ама знаете сега вам создаваат. Се сомневате дека не кажуваат? Па се сомневам во искрајност, бидејќи мислат дека на тој начин, ако остават простор на сомнение, дека на тој начин добиват политички поени кај албанци, кај гласачкото тело. Тука е суштината. Не сакат да губат. Значи не сакат да губат дури едно злосторство, сакат политички профит. Тука е проблем кај политичките партии. Секаде тоа, не само албански политички блок, секаде каде што партиите, значи од секој случај сакат да извадат ќар за себе. Не сакат да бидат објективни, да остават системот да функционира, институциите да функционира самостојно. Тоа е клучен проблем. Не само за овој случај, сега да се мешат политичките партии. Вие бевте коалиционен партнер на Груевски, сте и продолжувате да бидете, но го критикувате без проблем. Дека не ја говори вистината пред јавноста, дека ги лаже, велите амбасадорите. Не зборувам за случајот Монструм како се формираат. Монструм, зборувавме ние за албанскиот фактор. Дали господин Дали Ахмети кога разговара со неговиот косовски партнер во Албанија, зборува објективно без резерви, да каже дека овде се работи за злосторство, осомничени се тие, имаме сигурна информација дека се тие. Или и таму остава резерви како што остава овде резерва дека треба мониторинг од странство. Тоа е постојано се подкопуваше целиот процес. Не е само, и другите исто така, голем број на експерти, па и новинарите исто. Ама не се тие, ама кои се? Кој треба да утврди? Ако знаете, кажете се. Ако не, оставете институциите на системот да функционираат. Јас не можам... Кој велите дека не остава? Експертите и новинарите не оставаат институциите да функционираат? Па знаете ли колку има самопрогласени експерти што тврдат дека не се тие? Од каде знаат? Мора да знаат дека кои се. Институциите не функционираат, велите, заради новинарите и експертите? Не, зборам, ја го подкропуваат кредибилитетот на институциите и се создава клима на недоверба за ваков случај. Ние зборуваме сега за овој случај. За овој случај говориме, да. Инаку, знаете што, во Република Македонија, ако зборувате објективно,
ве перцепираат дека критикувате. А ако критикувате, тогаш може да сте подобар ако зборувате невистина и така натаму. Може да поприфатливи ќе бидете за другите. Во суштина, значи ние пошто вие апсолутно коалицијата, ние имаме сигурно дека можност да зборуваме секој од свој агол. Јас сум председател на Демократски сојуз и настапувам во името на партијата. Некојаш нашите стави се поразлични од другите, меѓутоа ја сепак сме во коалиција, значи ја поддржуваме владата, така да ние сме свесни за сите состојби и сме подготвени да преземеме дел од одговорност за вкупните состојби во државата. Не можеме ние да бидеме во власта, да бидеме дел од власта, да напаѓаме власта, да се ние амнестираме од било каква одговорност. Така да сосема се јасни и позициите и односот према состојбите во државата. Изјавата на Гешковска која говореше за Великден, како спроти Великден биле убиени млади човечки животи. Сметате ли дека тоа е всушност причина за таквата изјава, всушност стојат за ваквата изјава експерти и новинари, како што вели господинот Трајанов, и заради тоа не може да си ја вршат работата институции? Таа изјава беше нерационална. Ако се толкуваше чинот, злосторството, значи внатре во затворени врати на судот и не таа изјава не излегуваше во јавноста, значи можеби и немаше да дојде до ова тензична ситуација до која сега сме. Таа изјава беше протолкувана плюс потоа и ставена во различни контексти зависно од медиумите дали се на албански и на македонски јазик. Некој аплаудира, некој ја критикува. Да, некој ја критикува и таа изјава беше најмногу искористена за да се создадат овие тензии. Значи не знам дали беше ненамерна изјавата или не знам потикната или мотивирана, но придонесе прилично за да само да потсетам. Веднаш по акцијата на МВР околу апсењето на осомничените имаше протести во Македонија. Протестира. Уште тогаш почна манипулацијата. Чија манипулација? Манипулацијата на граѓаните да протестираат, да искажат сомнеш према институциите на системот. Полицијата била брутална, не знам, може била. Сомнежот од институциите веројатно е предизвикан од други причини, господине Трајанов. Знаете ли вие, водите ли сметка, каква провокација е тоа, на етичка основа да се собираат албанците, да протестираат за операција на МВР, затоа што МВР сака да дојде до објективни, точни информации, податоци и луѓе кои што извршиле злосторство. Албанците не смееле ли да протестираат заради како да протестираат? Не, да протестираат затоа што МВР сака да уапси луѓе кои што направиле злосторство. Се сомневаат во проценката на МВР, господине? И да рушат се, и да земат трашни фарлачи, и така да не ги карикираме работите. Состојбите се прилично сложени и треба да ги разгледаме од сите аспекти. Ние треба објективно да зборуваме што се случува. Затоа што не можеме да сега се случува и да не видиме што претходно на тоа претходило што се случува. Значи, случајот од денот кога се случија тие работи се користи за манипулација и на граѓаните и мислам дека затоа реков, со тоа сакам да завршам. Ако не преземеме сите одговорност, дел одговорноста, политички партии, од албански политички блок, македонски експерти, новинари, невладиниот сектор, сите заедно да делуваме на стабилизиране состојбите и да притискаме не политички, туку да инсистираме на тоа обвинителот, судот да работат транспарентно, да ги покажат релевантните факти и докази врз основа на кој е подкрепена таа одлука. Тоа треба да биде и на крај ќе видиме како ќе се движат работите. Се надевам дека имаме капацитет ние да ги смириме низ активност, низ превентивни мерки. Многу помалку сакам полицијата да е спремна да направи не знам што за да ги среди состојбите. Полицијата е крајна мерка. Ако таа интервенира има последици. После има реакција и тоа знаете како. Спиралата се движи. Добро, јас благодарам што бевте гости.